Точекот е превозно средство за мене уште од студентски денови, така што не го менувам лајфстајлот така лесно. Да, јас доаѓам од аеродром, околу 2,5-3 километра ми е, така што опцијата е или со кола, или со такси, или со точак, така што преферирам точак затоа што ми е рекреативно и ми е поекономично, а од друга страна и побрзо, затоа што ако ве заглави шпиц во 4 саат кога се враќате, може да ви трае 30 минути да си отидете до дома, така што со точак сте за 15 на минути. Така што одамна го користам како превозно средство и не фолирам каков сум во приватниот живот, така сум и во јавниот, така што го користам уште од конститутивна седница. Единствено кога врне, можеби не го користам. Еве денеска се погоди да врне, меѓутоа бевме договорени да го снимаме. Тогаш можеби, бидејќи може да ве испрска, нема доволно сообраќајна култура, па или може самите да се испрскате, зависи каков точак имате и малку е непристојно кога ќе влезете целиот вокал. Тогаш не го користам, инаку за сите други прилики го користам точакот како превозно средство. Сметам дека тоа е еден вид во вакво капиталистичко потрошувачко општество, еден вид на перење на совеста, дека вие на ден без автомобили ќе отидете на работа со точак и мислите дека ќе го промените светот. Не, ние и политички, ако гледаме, и човечки, јас сум за еден еманципаторски пристап. Значи, ние мора да научиме дека пред секоја, не само јавна институција, туку и пред секоја банка, продавница треба да има паркинг за точаци. Тоа треба да стане законска обврска. Или пак на крајот на криштата менаџерските тимови, не треба никој да ги присили тоа да го прават. Од друга страна, културата на доаѓање на работа со точак, јас имаме колеги од Германија или универзитетски професори секаде во светот, имаат услови да доаѓаат со точак. Во смисла имате туш кабина, каде што вие летно време кога сте испотени, ќе си отидете на работа и нема да смрдите на пот цел ден. Сега во собранието, не знам дали знаете, има туш кабини, јас се уште ја немам користено, меѓутоа има. Меѓутоа зборувам за други институции. Значи, компании над 100 луѓе треба да има законска обврска тие да имаат туш кабини, затоа што многу од вработените доаѓаат со точак на работа. Или тоа ќе биде стимул да доаѓаат со точак на работа, затоа што една од причините е токму поради тоа. И тоа е работење на еманципација. Треба неколку генерации веројатно да се променат. Меѓутоа позитивни се сигналите. Например, јас како студент помалку луѓе возеа точаци низ Скопје, сега за 10 години енормно е зголемен бројот. Така што мислам дека оптимистички се сценариите за понатаму, меѓутоа и градските планери мора тоа да го вградуваат при секое стратешко планирање на развој на градот. Од аспект на анегдоти или несекојдневни случаи, веќе споменав, 2 точака ми имаат украдено. Тоа е, мислам дека системска слабост на полицијата што не ги сваќа сериозно кражбите на точаци. Едниот го пронајдоа крадецот, меѓутоа точакот не го пронајдоа, а другиот не го пронајдоа ни точакот ни крадецот. И од аспект на инциденти, мислам има 2 случаи. Еднаш едно девојче ме удри со точакот, додека возевме, директен судир имавме. А друго, од овие улични кучиња се многу проблем, особено оние кои трчаат по точаци. Имав една непријатна ситуација кога на КБФ практично кутнат соборен од улично куче, имав повреда на раката, тоа беше пред некој месец. Ми се чини така што тие се покрај ова инфраструктура непланирано, уличните кучиња се меѓу поопасните ситуации кои може да ви се случат додека возите точак низ Скопје и мислам дека градот мора да поработи на тоа. Идеалното општество е нов социјализам, според мене, не мора да образлагам сега што е тоа и како е. А од аспект на политичарите имам повеќе кои ми се омилени, од тие кои не се живи, па скоро и сите не се живи. Може да го споменам Робеспиер од периодот на Француската револуција, можеби Ленин ќе го споменам и од овие поновиве Фидел Кастро и Че Гевара. Познати сме со Талјат Џефери, пошто така си се ословуваме, он мене Фидел, јас него Че. Така што тие ми се вака можам да ги истекнам како политичари.